Председателот Иванов во своето обраќање рече дека нема да дозволи, поточно дека не се согласува со бинационална држава и дека ќе го брани суверенитетот и територијалниот интегритет на државата. Како го коментирате ова со оглед на тоа дека тој се повика на својата функција командант на вооружените сили? Видете, председателот Иванов во свој стил имаше едно обраќање кое не е доволно политички јасно и прецизно, концизно. Не знам каде тој забележа закана по суверенитетот и територијалниот интегритет на Македонија, која единствено би му дала за право да се повика на својата врвна командантна функција. Ако зборува за барањата на албанските партии за двојазичност, тоа се сепак политички барања кои ќе ги формира мандатарот, а немаат никаква врска со неговите ингеренции. Така што не знам како да го коментирам. Тоа имаше најави за помирување, не знам дали тоа значи некаква најава за широка коалиција и така натаму. Во таа смисла тоа обраќање останува беззначајно како и сите други. Сметате ли дека, како што најави помирување, односно предложи на двете најголеми политички партии, сметате ли дека ова ќе се случи после објавувањето на бомбите на господинот Заев? Не, мислам дека едното со другото нема врска. Мислам дека сега тој повеќе реагира во насока на тоа на ослабувањето на позицијата на ВМРО ДПМН, па сега повикува на некакво помирување, имајќи предвид дека досегашната опозиција СДСМ сега е малку посилна, но не мислам дека има некакви посериозни политички реперкусии неговото обраќање.